Македонија веќе почнала да го прославува најголемиот можеби свој празник Илинден, односно македонските револуционери. Токму во таа чест, како и секоја година, и оваа година традиционално од Ѓорче Петров тргнува коњаница кон славно Крушево. Повеќе колона која што го имаат во оваа организација, ке не каже Христијан Мојсовски, кој што е еден од оние организатори. Добар ден, господине Христијан, ви благодарам што сте дел од вестите на Алфа телевизија. Кажете пред све, која е целта за ваквиот настан и според вас колку ова значи? Според нас ова значи многу. Значи сакаме да продолжиме старата традиција од времето години уназад. Веќе по 16 пат тргаме и јаваме до славното Крушево. Тргаме од Ѓорче, поточно од Борис Трајковски до Ѓорче, од Ѓорче до селото Зубовце, каде што е формирана оваа коњаница. Од Зубовце идеме до Бигорски манастир, каде што е таму изработено првото црешово топче од монасите, и одиме по тој пат цело време каде што оделе монасите со црешовото топче. Даваме заклетва во Бигорски, се поклонуваме на таа заклетва и продолжуваме до славното Крушево. Знаеме дека ова е веќе традиција во Ѓорче Петров. Колку учесници има оваа година и дали може би има некој представник на женскиот пол? Се на се, моментално сме 11 јавачи, кој едно е девојче. Во Бигорски манастир ни се приклучува Струмичката коњаница и Битолската коњаница и ќе бидеме малку повеќе побројни. Има и нели организација во Лисича, дали со нив имате некаква комуникација, да се организирате заедно? Со Лисичката коњаница се спојуваме горе во Крушево, кои сите заедно, како еден тим, јаваме до Мечкин камен. Добро, кога би требало, значи како доаѓа според вашата рута? Тргнувате денеска, стигнувате на 2 август во Крушево, како ќе биде со паузи, дали ќе имате поради временските услови? Ќе имаме неколку паузи во Гостивар, вечерва ќе преспиеме, во Бигорскиот манастир ќе преспиеме, во Кнежино ќе преспиеме, после тоа во Крушево и уште на неколку места, поради временските услови, мора да правиме повеќе паузи. Сакам да поскам само среќа и успешно го поминете вашиот пат до Крушево и да го прославиме сите заедно Илинден. Тоа беше разговорот со господинот Мојсовски, кој што е еден од оние кои што го организираат овој марш, односно она кој што го прават Ѓорче Петровци, маршот од тука до Крушево во чест на еден од најголемите македонски празници Илинден.